Владата од следната година планира да ги зголемува средствата за планските региони според степенот на нивната развиеност, но парите нема да одат преку програмите на повеќе министерства и агенции, туку преку посебен центар. Вака најави државниот секретар при Министерството за локална самоуправа Кирил Парталов, истакнувајќи важноста на регионалните центри за развој кои нудат огромна помош на општините по региони. Средствата кои што државата ги одвојува одат по повеќе основи и од повеќе министерства, вклучително тука Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и други агенции преку кои што се финансираат општините и кои што средства одат преку планските региони. Наша цел е во иднина да направиме и реформи во самиот систем, ако да може да овозможиме овие средства да доаѓат од еден центар и да го достигнат нивото кое што е планирано согласно законот. Тоа е и во програмата на владата и во наредниот период, во наредниот мандат, тоа и ќе се случи. Годинава 8-те плански региони добија околу 3 милиони евра, од кои најголемиот дел отиде за најслабо развиениот, североисточниот, додека најмалку пари доби Скопскиот регион. Југоисточниот плански регион за годинава има одобрено 13,8 милиони динари или околу 225.000 евра. Ние и во иднина ќе ги поддржуваме, поттикнуваме планските региони, ќе го зголемуваме учеството во финансирањето на планските региони, ќе градиме капацитет и на самите плански региони, на 8-те плански региони, за да можат да одговорат на потребите и за реализација на владата, меѓутоа и за реализација на програмите на самите општини. Тие се навистина основот кој што треба да гарантира еден рамномерен развој. Најголемиот дел од средствата за регионален рамномерен развој годинава беа планирани за проектирање, изработка на технички документации, но и за изведување на инфраструктурни проекти.